Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. По паузата, што впрочем некако бевме изнудени да ја направиме поради короната, еве продолжуваме со нашата традиционална и добро позната емисија посветена на македонските спортски легенди. А мене ми причинува посебно задоволство што во ова продолжение на серијалот, кој инаку четврти, така ги распоредив на 3 години, почнувајќи од 2010-та па наваму, откако ги снимам легендите. И да кажам дека посебно задоволство ми причинува што токму на почетокот, после короните и другите работи што не снајдоа, гостин во емисијата ќе биде легендарниот ракометар Кирил Лазаров. Кире го викаат, така им е полесно и на гледачите за навивање и на навивачите, на сите. Меѓутоа истиот Кире, Кирил Лазаров. Потекнува, сигурно сите знаете, од Овчеполе. Овчеполе беше инаку ракометен центар пред многу години во поранешна Југославија, дури и по самостојувањето има добра екипа во која што настапуваше па и таткото на Кире, Благоје. Сега, тоа е минато време, ќе се подсетиме, се подсетуваме, впрочем затоа се и овие емисии, и ќе се подсетиме сега на играчката кариера на Кирил Лазаров, затоа што тој заслужуваше многу порано да се најде во оваа емисија, но уште беше активен и некако во договор со него така дојде и ова, откако ќе ја заврши активната играчка кариера, да ја снимиме емисијата, да ја заокружиме со сето она што се случувало во минатиот период во неговиот ракометен живот, а за тренерската кариера, бидејќи сега е тренер и селектор на нашата репрезентација, па нека остане тука 20-30 години како тренер и тогаш ќе има некој друг Зоран Михајлов што ќе прави емисија токму за таа тренерска кариера. Кире, еве, чест ми е што ќе разговарам со тебе, добро дојде во емисијата. На почетокот само да кажам неколку моменти, извадоци од твојата кариера. Ти си, меѓу другото, освојувач на Шампионската лига со Барселона 2015-та. Ти си 4 пати прогласуван за најдобар спортист на Македонија во втората декада од овој век. Исто така си рекордер по голови постигнати на светските првенства, 92 гола на шампионатот во Хрватска, кога Македонија се вивна за прв пат, така би рекол, на ракометното небо, ги освои симпатиите и ракометот од тогаш па наваму, иако и претходно беше, меѓутоа често е споменува, честа тема меѓу љубителите на спортот, затоа што одржуваме еден континуитет во настапите на европските и светските првенства, така посакуваме сите да биде, еве со тебе сега начело на репрезентацијата. Но емисијата е посветена не за актуелните моменти од твојот живот, туку за она што било некогаш, па ајде сега, реков, Свети Николе беше ракометен центар, Кире како дете растеше тамо, татко му играше ракомет и сега како се вклопија коцките да се најдеш и ти на ракометниот терен, затоа што имам и во книгата прочитано дека прв спорт ти бил кошарката. Сега да одиме на оно што ти е главен спорт. Да. Ништо ми причинува посебна чест и задоволство што имам прилика да разговарам со вас како легенда на спортот во Македонија, коментаторството. Како дете ви имам слушано и ете, дојде време да направиме една ваква емисија, убава емисија, и ви благодарам за поканата. Убаво го раскажавте, дадовте многу комплименти, сите аргументирани, и убаво е да се чуе дека некој ве прати, дека некој ве следи, дека некој ве поддржува. Вие бевте еден од многубројните што
што ме поддржувавте и ги поддржувавте сите квалитетни спортисти во Македонија и што го поддржувавте воопшто спортот и се боревме како мала држава да бидеме поквалитетни, иако сме имале тешки времиња. И сме знаеле да застанеме цврсто на нозе, да се бориме, да не се откажеме и да го одржиме спортот, поготово националните селекции, затоа што мислам дека спортот е нашиот најголем амбасадор, така треба и во иднина да го правиме сите заеднички. И една од моите одлуки да се вратам после 22 години интернационална кариера, започнувајќи од Свети Николе, беше тоа. Значи да пробаме тие што сме поистакнати, што имаме присобрано повеќе искуство во Европа, во светот, да ако Македонија нешто ни дала и ние сме и дале многу, да пробаме заеднички со квалитет, со стручен кадар, со искуство стекнато во Европа, да пробаме да ја задржиме и да го подигнеме на нивото доколку нормално ни се поклопат коцките, среќа да имаме, среќата треба да се заслужи, меѓутоа мислам дека доколку се работи посветено со голем ентузијазам, со верба, со добра стратегија, која што мислам дека имаме капацитет да направиме, можеме да и во годините што следат да правиме големи работи. Да се вратам на Свети Николе. Свети Николе, да. Пионерчето, да видиме како пионерче, почна. Мало место, спортска фамилија, не можам да кажам сиромашна фамилија, но не бевме ни некоја богата фамилија. Немавме спортска сала во тоа време, сега пред да ја почнеме емисијата разговаравме дека во тоа време уште беше дозволено да се игра, така дозволува правилата да се игра на бетон, дури и кога беше закажувани утакмиците, сме играле, ќе заварне, сме играле и на дожд, асфалтот не беше така рамномерно направен, така да имало и вирови. Сега се користи лепак за да имаш подобра контрола на топката, да можеш да ја усмериш, да бидеш прецизен. Во тоа време немаше ни лепак, имаше лепак меѓутоа во мали количини, а кога имаше дожд, кога сме играле на дожд, можете да замислите која техника треба да ја употребите, да ја фатите топката која што е мокра, но меѓутоа од една страна тоа беше недостаток, од друга страна имавме финти кога сме тренирале на дожд, а и кога сме играле на дожд, она каде што е водено, да му шутнеш на голманот пред него да му лизне за да не може да исконтролира. Жабица, меѓутоа жабица подпомогната од вировите на терен. Така да убаво се присетиме дека во какви услови сум почнал јас и па и сегашните генерации кои што имаат многу подобри услови, не треба да се разочаруваат, нешто ако се сака може да се постигне. Јас така сум почнал, ова е жива вистина. Сме тренирале на асфалт, на цименто, едни патики годишно. Значи, дозволува клубот, во тоа време беше тешко родителите да ти купуваат, као што сега тоа се прави 4, 5, 6 пати годишно. Ние сме ги кинели тие патики на асфалт, па сме ставале јазици за да немаш плуски на нозите и така натаму и така натаму. Твоите настојува да те обезбедат со таа опрема, затоа што татко ти веројатно што од детството видел дека има нешто кај тебе, дека има што би рекол за да се изградува. Посебно сум благодарен на мојот покоен татко, кој што во тоа време ми даваше огромна поддршка и целата моја фамилија и он беше во тоа време тренер. Ја во многу интервјуа сум ги спомнал и него и мојот прв тренер, тогашниот тренер на помладата екипа на Овчеполи Или Јанев, кој се уште е жив и се дружиме, се гледаме, си правиме, евоцираме спомени. Знаеа да му замерат и да изамерат дека ме форсирале, дека ме воделе секаде, дека сум бил поразличен од другите, третиран поразлично, меѓутоа на крајот од денот испадна дека тоа вродило со плод, не само за неговиот син, напротив и за целата наша држава, затоа што во мене добија една спортска легенда која што гордо ја представуваше Македонија со репрезентацијата, меѓутоа и на клубски, интернационално, надвор од нашата држава, мислам, каде играв во многу клубови во различни држави кои што нешто значат во светот на ракометот, во најголемите клубови во светот и секогаш кога ќе се кажеш името Кирил Лазаров, секогаш се споменуваше Македонија. Така да тогаш тие што му замерувале, мислам дека сега можат да си ја признаат грешката, а јас сум му
благодарен на сето. Прочитав во книгата за тоа дека ти беше жртва практично. Татко ти најстрог бил кон тебе, другите имале поголеми попусти во тренингот, меѓутоа, а ти пак токму поради тоа си се борил да докажеш кој си. Па моите родители беа строго не воспитува. Мислам дека имам попримено јас доста од нив. Вака делувам строго, доста сум дисциплиниран и таа дисциплина ја имаме стекната токму од нив, значи поготово од татко му. И мислам дека е битно како се воспитуваат децата, како се воспитуваат идните генерации, тоа е основата, тоа е базата. И сум благодарен за тоа. И тоа е вистина, што кажувам и во мојата автобиографија, дека може би намерно или не, али мислам дека не за да биде и праведлив према другите, мислам дека беше најстрог према синовите, да го споменеме. Према синовите, да, и Филип, да, беше најстрог према синовите, меѓутоа тоа се покаже дека добро, со тоа сакајки или не сакајки ни вметна дисциплина, која што ева до ден денес ја имаме. Па да не може еден спортист да има толку долга и квалитетна кариера. И константна. Константна, постојано да е во врвот, а да не биде таков кој што кажуваш. Значи, тоа е дело на семејството, во која средина си растен и тоа нормално се пренесува и на децата. Ти тогаш беше дете, го прифати тоа, виде што треба во животот и почна да чекориш вака со едни жестоки, би рекол, чекори на ракометната сцена. Овчеполе беше првиот клуб ти кај што се вклучи активно да играш. Потоа доаѓа Борец од Велес, а да кажам дека велешани на времето беа навистина многу квалитетни. Се сеќам 67 година беше тоа, влегува во првата Југословенска лига, тогаш Миле Кратовалиев, кој беше тренер на работнички, играч на работнички пред тоа, формира една екипа во која играше и Кошот, Мијаков, ти си помлад, него знаеш, да. Тој беше и голман и други спортови, меѓутоа по ракометот значеше нешто. И Славе Атанасовски Чавеко за силување го зедоа, влегоа во лига, се качија да прослават гледачиве на покривот од соблекувалните, пропадна, среќа немаш. И трибината ќе се рушеше. Ова е мала дигресија на минатото, што значеше да се постигне некој квалитетен резултат, како влегување, например, во прва лига тогаш. Па сега продолжи Борец. Кој што сами кажавте, Борец во тоа време беше, па и сега е уште, тоа си е традиција. Беше поим во ракометот, не само во Македонија и во бивша Југославија. Беше во една нагорна линија, каде што јас отидов, колку што сеќам, 95-та годишта, мислам, ако не се лажам, дека 94-та година или 93-та беа шампиони на Македонија. Имаше огромен интерес за ракометот во Велес. Свети Николе Велеше 20-25 километри. Знаете како е, кога ви оди клубот во една нагорна линија, секогаш треба да мислите и за иднината. Ние во тоа време имаше едно тројца до четворица. Ние имавме во Свети Николе многу добра школа, иако немавме услови. Имаше Овчеполе младинска добра школа, 3 до 4 добри играчи, близко до Велес. Бевме веќе кадетски, младински репрезентативци на Македонија, каде што настапував. Имавме едно европско правенство, прво за мене, во младинска категорија 94-та година во Израел, така да пројавија интерес доста клубови за нас од нашата школа. И тука беше еден од тие Борец. И дојдоа кај татко ми да преговараат, ако може така се каже. Ние бевме деца, ја имав 15 години. Меѓутоа ја надминавме средината и јас и тие двајца тројца мои колеги. Едноставно, знаете, кој ќе надминете средина, за да не обстанете на истото ниво, морате да менувате средината. За жал, затоа што во Свети Николе немаше услови, Борец беше во експанзија и така одлучивме заедно со мојот татко да преминеме во Борец од Велес. Знам дека 95-та година, 15 години играв квалификации за Лига шампиони, значи 94-та Борец беше шампион, јас премина лето до 95-та, имавме квалификации за Лига шампиони со Динамо Букуреш, кај што поминавме првата фаза
И тогаш дојде и игравме за да влеземе во групна фаза со Елгоријага Бидасоа, која во тоа време беше шампион на Европа. Шампион на Европа со сите тие ведети како Перуничич и така натаму. Јас бев уште мал, не бев мал порастенок, 15 години, уште растев, што би се кажало, и играв на позиција десно крило. И не случајно после во мојата кариера се случуваше да имам ситуација за шутот од крило, каде што ја знаев да изреализирам, меѓутоа тоа ми останато баш од таа година каде што во Борец играв крило, беше тренер Јошко Петковиќ од Ниш, квалитетен тренер, што работеше во Македонија и имаше потполна доверба во мене, знаеше. Имав една конкуренција, играч од Велес, нивен човек, искусен, на кој што го тргна на клупа и му рече не, ќе игра ова дете и ми даваше доста минутажа, 60 минути, знаеше да ми даде на битни надпревари. Значи, еден од нив и кој што ретко го споменува, треба да се спомене Јошко Петковиќ, каде што проценил на 15 годишна возраст ми даде шанса да играм во квалификации за Лига шампиони, да играме првенствени надпревари против Вардар, против Пелистер, каде што ние бевме конкурентни и победувавме, а ја да трошам полна минутажа. Пред полна сала во Велес, пред полна сала во Битола пред Чкембарите, исто со Вардар, имаше тука и други клубови кои што беа конкуренти. Лигата беше многу јака тогаш, многу јака и имаше доста ентузијасти кои што влегуваш и во европската ракометна историја како еден, ако не и најмлад играч што настапил во Лигата на шампионите. Па ако се рачуна тие надпревари, не беше групна фаза, меѓутоа беа квалификацијски надпревари, со 15 години. Не верувам дека постои играч кој што играл во Лига шампиони на 15 години. Значи јас дојдов 95, а ние тоа квалификацијски кола се играат негде на есен, септември, октомври, значи наполнети 15 години. А еден од идолите во тоа време ми беше нашиот легендарен Пепи Манаско, значи неговиот скок шут, неговата силина на шут, неговиот незадржлив беше, така да како дете еден од идолите од кои што уште повеќе го засакав ракометот беше Пепи Манасков и стално ги пратев неговите надпревари и знаев и да се возбудам кога бев на лице место кога почнуваше. Од осамостојањето на Македонија, од формирањето на македонската ракометна репрезентација, гледајќи го како ги решеташе противничките мрежи. Во Борец остана колку што остана, меѓутоа нови предизвици пред тебе. Сега бараш клуб кој за малку, ако не за многу, е поквалитетен од овој за да може да напредуваш. Ти имаше, колку што знам, два избора. Вардар и Пелистер. И сега како се случи да одиш во Пелистер? Како што надминав средината Свети Николе, исто така многу брзо, за моја среќа, се развивав и како играч и го надминав и нивото на Борец. Борец стигна до некое ниво и почна полека недостасува финанси, почна полека да паѓа. Во тоа време Пелистер одеше во нагорна линија и ние почнавме да играме со младинска репрезентација, правевме квалитетни резултати, значи имавме младински ракомет тогаш во Македонија. И Пелистер од Битола пројави интерес, пројави Вардар интерес и да ве поправам уште еднаш, во тоа време беше добар и Вардар Неготино. Зема и странски играчи, има и своји играчи, така. Доста вложува во ракометот, беше добар и младосот Богданци, со младосот Богданци. Имавме доста клубови, беше добар прилеп, но меѓутоа Пелистер, таа година, то легендарно полуфинале со Лемго, со нивните навивачи, знаете како е во Македонија, ќе се направи резултати цела, мене запали. Добив понуда од тие три клуба и тоа беше и одлука на мојот татко, една од ретките. Често сам ги носам одлуките, поготоа кога израснав, кога се формирав како човек, меѓутоа таа беше една од последните одлуки на мојот татко, можеби и најдобрата во моја кариера, затоа што знаете како Свети Николе, Велес, Скопје главен град на Македонија, меѓутоа доста размислувавме и решивме, реши тој дека најдобро за мене да отидам во Битола, таму беше покојниот Никола Евремовиќ Гужва, еден од најдобрите тренери за млади играчи.
во тоа време во Македонија и во Југославија. И не сгрешив што отидов таму, иако на почетокот бев многу незадоволен затоа што немав минутажа, а и не требаше да имам затоа што имаше многу квалитетни играчи. Меѓутоа, мојата амбиција внатрешна, имам јак карактер, уште од тогаш го покажував тој карактер и во самата автобиографија кажувам дека имаше моменти каде што не бев задоволен на самиот почеток и сакав да си одам. Но знаете како, за секоја работа, за секој успех треба трпение, се стрпив, се советував, ме задржа и како поминуваше времето, после си се одвиваше како по лента. Добив минутажа, напредував. Никола Евремовиќ Гужва ме префарли од десно. Почнав и Пелистер играв десно крило. Растев, се формирав и физички и мислам дека тој ме префарли од десно крило на десен бек. Ми рече... Не ти беше тешко, бидејќи претходно играше и не. И се префарлив на... Лесно ти водеше. Да, лесно, да. Сега со Пелистер некој надпревар, некој доживување, затоа што брзо потоа ја напушташ Македонија и тргнуваш по европските земји, во големите клубови, на европските жешки терени и пред да поминеме на тие моменти, за Пелистер некој надпревар вака што ти остана. Одлична одлука, јас останав таму 4 години, значи се доразвив и како играч и како човек. Во тоа време Пелистер беше идеална средина за еден млад играч, со целата експанзија за ракомет што ја има. Бевме шампиони во тоа време, имаше квалитетни, добри странски играчи од кои што можеше да се учи. Имаше одлична публика, имаше квалитетен тренажен процес, одлични услови, Битола живееше за ракометот. Имаше многу утакмици, дербињата со Вардар пред полна сала, во ракометната сала Младост, Вардар, кога доаѓавме во Скопје, Вардар се уште тогаш играше во Расадник, се полнеше. И тие надпревари се, кои ми останале во сеќавање, имавме доста европски надпревари, кои што можам да би можел да ги издвојам, меѓутоа, растејки како играч, јас влегов и како најмлад репрезентативец во ракометната репрезентација на Македонија со 17 години. Веќе 98 година бев во ајде поширок список, додам на првото европско правенство Македонија, меѓутоа не успеав да изборам место, затоа што во тоа време имавме двајца натурализирани леваци, Мандич и Душан Новокмет, меѓутоа не се предадов, веќе следното светско првенство во Египет, каде што беше мојот деби како играч на Пелистер. 99-та година, да. 99-та година веќе изборив место и од тогаш до ден денес. И тука меѓу најмладите. Меѓу најмладите, да. Цел живот одиш негде и све меѓу најмладите. Да. И сега не е така, ако одиш негде. И така зборот ми беше дека растев како играч, споро, но квалитетно и дојде време каде што Пелистер имаше се уште амбиции, ми понудија и нов договор, меѓутоа како што беше за Овче поле, за Борец, така и Пелистер. Надмината средина, квалитет, веќе се појавуваат европски екипи кои што загризуваат, можам да се сетам, јас отидов во Загреб, меѓутоа имав доста понуди. Имав доста понуди како млад 20 годишен играч. Дури имав и од Германија, отидов не на проба, него отидов едноставно да видам како е таму. Веднаш да. Да, имав и од се вклучиш. Шпанија, од Маноло Каденас, од тогашниот шампион на Шпанија Адемар Леон. И ден денес каде да се сретнеме по Европа со Маноло Каденас ми вела, јас прв те открив, ти не ми испочитува, не дојде кој мене, меѓутоа немав храброст, Зоки. Немав храброст да отидам подалеку и добро направив, ни во Германија, ни во Шпанија. Некако Загреб, не си во Македонија, меѓутоа се уште беше свежо на бивша Југославија и така се чувствував некако посигурно, а и Загреб беше во тоа време. Загреб во тоа време беше име и презиме, значи клуб со традиција. 2000 година, после светското првенство во Каиро, во Египет, да. Во Египет, одиш во Загреб, тогаш, мислам се викаше Бадел Загреб. Како беше пречекан ти таму? Овде те знае од надпреварите, од нашата лига и така натаму, меѓутоа во Загреб, а се уште млад,
Дали не постоеше кај тебе некој сомнеш во самиот себе, дали ќе успеам, дали не. Сепак ова е нешто ново. А може би добро направи што отиде во Загреб. Се уште беа свежи тие контакти меѓу поранешните, да речам, републики што ја сочинува СФРЈ, па и со јазикот и ова и така да некако после изгледа таму ти беше... Од сите работи по нешто. Од сите работи по нешто. Најдобар избор. Загреб беше име и презиме, и ден денес е. Во ракометот во Европа и во светот не беше воопшто лесно, беа во некоја финансиска криза и доста ме советува да не одам таму, меѓутоа не ми беше приоритет финансиите во тоа време. Таму беше Сарачевич на моје место и еден од идолите, кога збориме за леваци шутери, ми беше тој Златан Сарачевич. И едноставно финансиската криза ги принуди тие нивни играчи да им отидат по други европски клуби, беа приморани да бараат млади играчи, доста поевтини, талентирани и пројавија интерес за мене. И едноставно срцето ме водеше натаму и одлучив да отидам таму. Ја гледав по телевизии Ледена дворана, Bad Blue Boys, финалињата против Барселона, кои што еве до ден денес знам да ги гледам на YouTube. Таа атмосфера и во Блауграна и во Ледена дворана во Загреб и едноставно како клуб ми беше инспирација да бидам дел од тој клуб. Клуб со традиција, кој што кажав и ден денес. Имаше останат уште добри играчи, одлични играчи, таму беа Радко Томјановиќ, таму беше Сењанин Маглаелија, Сило Ивандија, Јелчич. Добро, од помладите беше Мирза Џомба, Блажен Колацковиќ, Валтер Матошевиќ, Марио Келентрич и така натаму, да не ги Ненад Кљајич. Така да ми беше предизвик да отидам и да играм со такви веќе готови играчи, а воедно и да играм Лига шампиони групна фаза, затоа што ни во тоа време во Барселона беше Валеро Ривера, кој што беше неприкосновен, меѓутоа финалист стално беше Загреб. Ми фалеше, не успеав со Пелистер да дојдеме до таа групна фаза на Лига шампиони. Едноставно тоа ти беше Лигата шампионите, предизвикот, отидов таму и од тогаш кога почнав, од 2000-та до 2022 се поистоветувам со таа Лига на шампиони во кој што сум и јас никогаш не зборам во прво лице е Динамо, меѓутоа овој податок да се каже и најдобар стрелец во историјата на Лигата на шампионите. Прв ракометар што ја надмина границата од 1000 голови во Лигата на шампионите. И после се редеа и не знам до кој број стигна. Да, целта ми беше да почнам и од тогаш кога почнав Лига шампиони, значи една година игравме само со француски Нант Лига на Европа, не успеавме да избориме, иначе 21 година бев константно присутен на сцената во таа Лига шампион. Па затоа момент е и да кажам дека во Handball European, што е ова книгата што ја издава ЕХФ, ти си туку најдобриот десен бек во периодот од 2011 до сега. И тоа веќе значи нешто. Сега за Загреб некој интересен момент, нешто испуштено, нешто така што ти ги буди сеќавањата. Јас играв два пати за Загреб, прв играв од 2000 до 2002 и некако во кариерата секогаш кога одев од еден во друг клуб, секогаш го напуштав клубот затоа што тој клуб запаѓал во финансиска криза, едноставно беше си приморан. Јас отидов таму 2002 година, заминав за Веспрем, таму останав 5 години, после пак се вратив во Загреб. Затоа што мислам дека почнав некоја работа, не ја довршив, а се чувствував убаво. Меѓутоа не изгубивме довербата, човечката доверба измеѓу нас. Знам дека малце ми замерија кога заминав, затоа што бев... Кој беше тренер тогаш? Тогаш таму работев со... Прво кога отидов со Лино Червар почнавме, со Лино Червар, меѓутоа и он си замина поради таа финансиска криза. Потоа работевме со Нино Марковиќ, јас потоа заминав во Веспрем и после кога се вратив, пак се сретнавме со Лино Червар.
А Лино постојано да, Лино постојано беше репрезентација клуб, овде. репрезентација клуб. Многу Така да интересна имаме добра, личност. да, интересна личност и добра приказна и ете, он тие странски учители и еден од најзаслужните кој што би ги издвоил као тренер и е еден од тие кој што работеше долго време во Македонија и кој што мислам дека направи доста добри работи во македонскиот ракомет е Лино Червар. Ти во земјите каде што играш и ова да го кажам сега да не испуштиме подоцна, имаш освоено 15 државни шампионати и 16 купови. Па таа бројка е незамислива. Не знам дали некој ќе може да ја оствари сега во наредниот период или од овие што се уште активни играчи да достигне таа бројка и тој резултат. Ти победуваше во шампионатите на Македонија, Хрватска, Унгарија, Шпанија. Франција не беше. Франција не беше шампион, да, освоивме да. Во овие купови, земји ги имаш оние резултати што ги кажав пред малку. Одиме сега со Веспрем, малку ме интересира дека ти тамо долго остана. Па јас, иначе, во сите клубови каде што бев, останав долго, минимум по 5 години. Тоа покажува дека во сите тие клубови сум оставил добар впечаток и као играч, и као човек, како тие према мене, раководните луѓе као клубот, така и јас према нив. Тоа е стекната доверба, значи некој да ти дава константно договори и да остануваш толкав период. Меѓутоа мислам дека таа граница од 5 години е Да, 2002, доволна. 2007. 2007, да, бев 2 години во Загреб, па се вратив уште 3. Отидов за Шпанија, бев 3 години во Атлетико Мадрид, Сиудад, во Барселона 4, во Франција бев 5 години. Така да стално се задржував на местата и се чувствував секаде добро. Веспрем е една посебна приказна. Веспрем беше еден клуб во добар залет. Јас и пред тоа кажав дека играчите на Загреб има, како да кажам, пошто е близината на Загреб и Веспрем е близко Унгарија и Хрватска, квалитетните играчи поради финансиска криза заминуваа од Загреб во преку граница одма тука. Веќе беа отидени Мирза Џомба кој што играше во Загреб, па Божидар Јовиć, Златан Сарачевиć, Здравко Зовко тренер кој што беше поранешен тренер на Загреб. И така Веспрем пројави интерес за мене. Имаше еден менаџер тогаш кој што живееше во Загреб, ние се дружевме, јас бев интересен како млад играч, левак. Дефицит, имаше голем дефицит на леваци, поготово квалитетни во Европа и продолжи таа приказна некако, добив понуда, ми се свиѓаше тој проект, исто Веспрем пред да отидам, јас играше финале 2002 година со Магдебург на Лига шампиони, кој што го искупи и Веспрем од ден денес се бори со тие финали, никако не може да освои, не ни освои, јас со Веспрем игравме 2 пати полуфинале. Но во секој случај добра приказна, квалитетна, многу добар клуб. Сега во овој момент уште подобар. Публика, загреани и кога игра дома и надвор. Да, и еве ги немат освоен уште Лига на шампиони, меѓутоа не се откажуваат и тоа е за голем поздрав и за почит и посакувам од срце за да освојат во времето кое што дое, затоа што и го заслужуваат. Ти како беше прифатен кога отиде во Унгарија? Еве сега Хрватска, ајде, не ја сметаме, меѓутоа во Унгарија од публиката спрашували или те знаеа кој е овој сега од Македонија дојден овде. Игра на клучна позиција во екипава, левак. Веќе бев етаблиран играч, затоа што 2 години играв Лига шампиони во Загреб, значи ме пратеа, ме гледа, секогаш барав клуб каде што ќе имам, ајде така да кажам, наши луѓе од бивша Југославија. Таму го имав тренер Здравко Зовко, кој што е наш човек, имавме играчи од пријатели од Хрватска, кој што бе во Загреб со нив Мирза Џомба, со Славко Голужа, сега ги напоменувам овие легенди, пошто е таква емисијата, и Божидар Јовиć, да се потсетиме на сите тие имиња. И едноставно ми беа како еден вид на сигурност. Јас бев млад, 21-22 години, тренуваш во светот, ми беа сигурност, ми даваа подршка, затоа што ти како млад играч не си оформен, значи, поготоа кога одиш во странство, ти треба некоја подршка и таа подршка ја добивав од нив, од тие наши луѓе во наводници од бивша Југославија. Ние се разделивме како држави, меѓутоа пак се чувствуваме и ден денес се чувствуваме како да сме наши. Така да тие ми беа подршка, меѓутоа еве јас со мојата честност, со мојата квалитетна работа, со мојот карактер,
се наметнав и таму и еве и до ден денес, сега правеа не знам колку години од постоење на клуб, ме поканија, не бев во можност да одам. Организираа турнир летото во Веспрем и бев поканет како специјален гостин, како еден од нивните легенди и ми беше стварно криво што не можев да отидам, имавме обврски тука со македонската ракометна репрезентација и со клубот и меѓутоа се сеќаваат, ме почитуваат, штом те викаат, штом те почитуваат, значи сум оставил некоја трага и тоа ми е посебна чест. Тоа е добро. И ние кога го гледам Веспрем се чувствувам како дел од клубот, сум бил таму 5 години како тинејџер, значи таму имавме во клубот и кубанци, имавме и хрвати, имавме и германци, имавме измешано све на една голема добро искуство, животно, не само спортско ракометно, него и животно искуство.